Добре дојдовте назад во утринската Добро утро секој утро на Алфа телевизија. Како и секој петок и овој ја имаме рубриката, нашата редовна рубрика за вас, за нашите гледачи, адвокат на граѓаните. Уште еднаш му посакуваме добро утро секој утро на Бојан Милошевски. Дали се слушаме, Бојан? Добро утро, се слушаме. Поздрав до тебе, Андре, поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Пред се на почетокот сакам на сите гледачи и граѓани на Република Македонија од христијанска вероисповест да им го честитам големиот празник Великден, да им посакам многу здравје, што побрзо да поминеме и да победиме оваа болест, односно оваа епидемија, поточно овој така наречено скриен непријател. Така што уште еднаш поздрав до вас и до гледачите. Благодарам од мое име. Секако сигурен сум дека и гледачите истото ќе го направат, ќе се заблагодарат. Во секој случај за самите гледачи телефонските линии се отворени. Се договаравме со тебе, Бојан, да ја отвориме оваа емисија, да почнеме со рестриктивните мерки, односно нивното прекршување. Сведоци сме, барем според билтените на Министерството за внатрешни работи, оние што се издаваат на дневно ниво, дека имаме навистина голем број на прекршувања на овие рестриктивни мерки. Знаеме како се воведени рестриктивните мерки, за што служат и така натаму, но ајде малку да разговараме за правниот аспект, додека го очекуваме првиот гледач. Така, јас препорачувам на граѓаните да ги почитуваат овие мерки, бидејќи секако се донесени од страна на владата. Тие имаат законска сила во вид на уредби, дотолку повеќе што се наоѓаме сега повторно во 30 дена во вонредна состојба. Инаку, сакам да им укажам на граѓаните на Република Македонија дека треба сериозно да ја сватат оваа состојба, бидејќи не само што на тој начин влијаат и врз своето здравје и здравјето на останатите граѓани и оние кои што се најблиски членови на нивните семејства и околу нив, туку и секако овие казнени одредби што се утврдени во законот и не така се мали, меѓутоа тоа е оној вториот дел. Првиот дел е оној секако здравствениот. Инаку што се однесува до законодавството, нашето законодавство, кривичното законодавство, секако оваа одредба, како што сме кажали и во минатото, е уредена во членовите 205 и 206 од кривичниот законник, каде што за прекршителите од членот 206 од кривичниот законник предвидена е казна, парична казна или казна затвор до 1 година. Она што сакам да го кажам во овој случај дека овие постапки се така наречени брзи постапки, бидејќи се издава казнен налог од страна на јавниот обвинител по претходно добро собрани и квалитетни докази за сторителот на кривичното дело. Во овој случај тоа е оној граѓанин кој што не ги почитува овие мерки или пак правно лице. Тој казнен налог против обвинетиот се доставува до судот, каде што судот доколку види дека до судија поединец, доколку судијата поединец увиди дека постојат доволно докази на страна на обвинителството, секако ќе донесе пресуда со изрекувањето на санкцијата. Извини само момент, ќе продолжиме со објаснувањето подоцна, го имаме првиот гледач на линија. Добро ви утро, секој утро, повелете. Добро утро, секој утро и вам и на сите гледачи на Канал 5, на сите граѓани за многу години да ни е празнико. Се извинувам, Алфа телевизија, да, опростете, затоа што ги гледам двете. Поздрав до гостинот ваш, до ценетиот адвокат. Јас, господине, сум поранешен новинар, сега сум во пензија. Меѓутоа сум бил и форен кореспондент и имам две прашања, едното малце поврзано со законите кај нас, меѓутоа не е на денешната тема, мало прашање. Меѓутоа првото прашање до вас е
дали ние свесно ги осудуваме оние лица кои го сериозно прекршиле она што го дале со подпис, зборувам на оние неозбилните граѓани кои треба да седат во домашна изолација и излегуваат и ја шират нивната зараза, и дали е доволно тој човек да биде осуден парично со некоја глоба 110 евра или 210 евра, а да зарази истовремено еден, па едни уште 10 и така натаму. Дали во нашата држава, значи еднаш, ќе се донесат овие ригорозни мерки да се спроведат во вистински закон, како во Русија, например, до 5 години затвор. Затоа што животот е бесценет, нема цена за човечкиот живот. Да, во ред само да направиме една мала дистинкција. Значи имаме правник како професионалец, можеме да ги протолкуваме законите конкретно за негово мислење, тој не е повикан да го каже, ме разбирате? Значи може да ви може од правен аспект да ви каже доколку го прекршите што предвидува законот кај нас. Ме разбирате? Јас него, разбирам, мислам, јас генерално го мислев прашањето да биде, а не директно, значи, само во неговите граници да образложи. Уште едно прашање по врска, пошто како адвокат на граѓаните, јас сум граѓанин и ме интересира дали, например, лице кои ги затајуваат даноците, да зема по 100, 200, 300 илјади, на било каков начин и да бидат казнети само со 150 евра. Тоа зборувам за јавните обвинители до пред некој ден што беа осудени. Благодарам, очекувам да ми искрено кажете и одговорите на овие прашања. Ви благодариме на јавувањето. Во поглед на казнената политика, во Република Македонија, како што кажав и претходно, значи тоа е уредено со кривичниот законник. Законодавецот предвидел за ваков тип на кривични дела, бидејќи ова кривично дело е сврстено во главата за казниви дела против здравјето на луѓето, кое нешто законодавецот го одделил од кривични дела против телото и животот и телото на некој начин, така што тој предвидел за ваков тип на кривично дело по 206 членот 206 од кривичниот законник, парична казна или казна затвор до 1 година. Сега дали оваквата казна, дали висината на оваа казна, парична казна, ќе влијае на генералната превенција во смисла на тоа граѓаните да не вршат во идни на вакви кривични дела или не, ќе покаже времето, бидејќи сметам дека со вакви казниви дела можеби за прв пат се случуваме, односно се соочуваме ние во Република Македонија, бидејќи ваков тип на водрена состојба за среќа можеби или за жал во конкретниот случај во моментов се соочуваме за прв пат во историјата на постоењето на нашата држава, така што дали таа генерална превенција во иднина ќе покаже дека законодавецот бил престрог или бил преблаг со определување на изрекување на ваква санкција и парична казна, тоа ќе покаже времето. Останува да се види. Инаку, токму тоа да го најавам и за нашите гледачи, дека токму на таа тема, ние како што ја започнавме практично темата со зголемениот број на случаи кои не ги почитуваат рестриктивните мерки, ќе разговараме и со представници на Министерството за внатрешни работи. Да видиме што имаат тие да кажат, бидејќи во моментов, колку што бев информиран, во процес е изработка на една детална статистика. Така што кога ќе заврши таа статистика, ќе разговараме. Видете, на вистина сметам дека граѓаните не се свесни, се додека, како што велиме ние, не се удрат, односно не го осетат тоа по својот джеб, бидејќи на крајот од денот обвинителот, односно судот го прифаќа судијата поединец ја го прифаќа предлогот или го отфрла предлогот за во конкретниот случај кога се работи за висина на парична казна, односно висина на глобата, бидејќи
обвинителот ја определува во самиот казнен предлог висината на глобата во зависност од приликите на самиот обвинет, во смисла на тоа какви се неговите парични примења, дали има некои други надоместоци, имоти и така натаму. Значи таа висина на глоба може да варира од секој случај до случај, односно од обвинет до обвинет. Така што, навистина, кога ќе се изрече висина на вредност на глобата од 20 или 50 евра, не е навистина мала, бидејќи распонот се движи од 1 до 100 дневни глоби, па кога ќе пресметате и тоа и не се малку пари. Меѓутоа, сепак повторно ќе кажам дека тие треба да бидат споредната работа ова парична казна, отколку она каде што треба да проработи свеста кај граѓаните во овакви околности, во овакви случаи, сепак да останат во својот дом и да ги почитуваат препораките на оние авторитети кои што сепак ги дали ги тврдат. Така, имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, секој утро, кому? Добро утро. Добро утро. Вака, едно прашање до адвокатот. Моментално извршителите кажаа дека не треба да одбиваат до 30 јуни таму до кога беше кажано. Да, дека се стопира нивната работа. Да, се појавува некоја фирма, што и претходно исто ни се јавува, Euromatrix или како се викаат, не знам, доверители биле некои, што они ги превзимаат од извршителите предметите и се јавуваат за да се плаќат ратата, тоа што е долгот. Ја дур бев во работен однос, сега моментално сме испуштени од работа. Ни тогаш кај сметководителката ја претврти, сметководителката рече тоа нема шанс. Јас дур не добиам писмено, јас не можам да им префрлам пари, јас си префрлам пари кај што имам добиено писмено барање. И сега тие повторно, еве и сега, ми се јавуваат и ми викаат дали сакам нешто доброволно да уплатам кај нив. Конкретно имам кај Гордан Станковиќ Стошич, како се вика тој извршителот, не знам. А не знам јас овие кои се, овие Евро Матрикс или Матикс или ја не ни разбрав на телефон, пошто тогаш кога ми се јави еднаш кога ја препрати во сметководство, пошто тоа ми оди административно, ми се одбиваше, а сега сум под завод више пријавена, отпуштени сме од работа и не знам каде да се обратам и која е целта и што треба да се направи понатака. Во ред, го разбравте прашањето, го слушнавте? Така, да. Благодарам. Така, да. Значи, плата донесе, сега не знам точно на која седница беше објавено. Тоа беа меѓу првите уредби со законска сила, каде што се запираат, односно се врши прекид на сите извршувања, заклучно со 31 јуни, ми се чини дека беше, или јули, не сум сигурен, за оние побарувања кои што исто така веќе се спроведени, односно за кој што е издаден налог за извршување. Меѓутоа исто така вчера на 16 беше донесена исто така нова уредба за изменување и дополнување на оваа уредба со законска сила, во кој што исто така овие извршувања кои што се веќе започнати да се спроведуваат ќе се запрат, но само оние извршувања кои што се таксативно ги има уредено доносителот на оваа уредба, односно владата. Тоа е во службен весник број 103 објавена оваа одлука, каде што се таксативно наброени кои парични побарувања, односно кои надоместоци по кој основ не можат воопшто да бидат предмет на извршување кои што се сега во оваа моментална состојба, односно доека трае одредната состојба. Па така, значи, не може да биде предмет на издршка меѓу другите, значи примателите кои што се на парична законска, оние кои што имаат примање по однос на законска издршка или пак минимална примателите на минимална помош, надоместок заради попреченост и така натаму, значи овие се сите таксативно наброени. Во овој случај, значи треба да се види исто така со гледачката дали некој од тие примања што ги има влегуваат во оваа група, па доколку е тоа така,
по електронски пат, така е наведено во самата уредба, се поднесува до самиот извршител, кој што пак извршител е должен да поднесе барање до еден од носителите на платниот промет, во случајот банките, каде што е блокирана сметката на гледачката, односно на должникот, па во таков случај за истата да биде деблокирана се додека трае вонредната состојба, за да може граѓаните, односно тој должник конкретен, да слободно располага со тие средства. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, секој утро кому? Добро утро, секој утро и за вас. Ве сакам да прашам вака за ова полицискиот час. Како можеме да не работиме, да седиме дома, а нас да не плячкаат по фирмиве? Не ве разбирам. Ви била обиена фирмата? Три пати ме крадат. Добро. Не слушам. Добро. Фирмата... Што треба да направиме и кај да се обратиме? Па во МВР. А што во МВР, што ќе ни направат? Плячкаат и тоа е се. Добро, што не ви го разбирам прашањето. Што сакате да прашате? Дали треба да идам јас да чувам или полицијата треба да чува? За кого важи законот? За сите или само за поединци? Добро, благодарам на јавувањето. Ете, има и граѓани што се жалат дека правните објекти кои се нивни, кои се во нивно сопствеништво, ете, не биле доволно заштитени, така велат тие. Во случај, ајде да објасниме, ако не во случај на обивање на дуќан, што треба да направи граѓанинот? Вака, значи, тоа е ситуација, односно состојба каде што и кога немаме вонредна состојба би требало да функционираат, односно органот на Министерството за внатрешни работи, овие кривични дела, како што е кражба, тешка кражба и така натаму, се гони по службена должност, односно поднесува кривична пријава до јавното обвинителство. Меѓутоа, во ваквите случаи, доколку постои и физичко обезбедување на овие објекти, според мои сознанија, приватните агенции за обезбедување имаат посебни дозволи од страна на нивните работодавачи за да можат да се движат и во време на ограничување на движењето на сите граѓани, односно популарно кажано полициски час. Што значи дека доколку обезбеден е физички објектот, во тој случај треба да се побари исто така одговорноста кај Агенцијата за обезбедување, а доколку не, во тој случај треба настанот да се пријави секако во Министерството за внатрешни работи и истите да постапуваат и како во нормална состојба, не без разлика што е вонредна состојба на територијата на Република Македонија. Уште еден гледач не чека на линија. Добро ви утро, секој утро повелете. Добро утро. Добро утро. Дали сум? Да, вие сте, повелете. Вака, сакам да го прашам адвокатот околу Матрикс, EOS Матрикс. Значи имам едно лошо искуство со нив. Значи, земење кредит за купување на машини. За машини, купени се машините, меѓутоа заради здравствени проблеми остана еден долг. И долгот го пренесува, банката го пренесе на EOS Matrix. Ме интересира, значи, Matrix, во кое својство они наплаќаат? Дали се они, како да ви кажам, вулгарно да не изразам, значи они вршат притисок врз должниците на банки, на Телеком, на некои, не знам таму, со кого има склучено договори за извршување. Значи, они само вршат притисок. Јас им објаснувам на нив што е, како и ово и она. Еве ви ги машините, у залог се под банката, значи, у договорот се стои. Така, меѓутоа да скратам, значи, кој е Матрикс? Значи, јас сакам да го прашам адвокатот, дали Матрикс има право да дојде да ми земе куќа, да ми земе некретнина? Оти преку фирма се земени машините. Јас им ги давам, машините се под залог на банката, не се под Матрикс. И дали Матрикс законски регистрирана за наплата на долгови на правни и на физички лица? Благодарам многу.
Благодариме на јавувањето. Така, значи и во минатото сме одговарале на овие прашања, односно гледачите навистина имаат проблеми со овие правни субјекти. Јас не сакам да ги именувам, бидејќи тие се веројатно повеќе постојат на територија на Република Македонија. Меѓутоа, видете, јас конкретно не сум се запознал со договорот за отстапување на побарувањето, затоа што веројатно овдека се работи за отстапување на побарување кое што го има доверителот и потоа овие правни субјекти настапуваат на место претходниот доверител, настапуваат како доверители пред должникот. Што значи дека за да настапи како доверител према должникот би требало во целост да биде откупено побарувањето, односно да се изврши пренос на побарувањето од страна на претходниот доверител на сегашниот. Сега, дали во овие договори за тоа отстапување на побарување се направени согласно законот за облигациони односи, дали ги содржат сите одредби или не, тоа треба да се погледне во секој случај, но истите не можат да ви одземат предмет или имот на насилен пат. Меѓутоа, тие може да ви го одземат имотот или пак да го остварат своето побарување, секако преку постапка за извршување пред извршител, значи со налог, односно со барање за извршување врз преметот. Така, ама еве, тие се сега доверители. Конкретно тие се доверители, но конкретно на прашањето праша гледачот дали може да му биде одземен, дали не му може да му биде одземен имот како куќа, а долгот, например, кон банката бил земен на име на фирма. Така, значи видете, доколку постои залог врз тој предмет на име на доверител во конкретниот случај банката, значи тој доверител, заложен доверител треба да се промени, дали се работи за јавна книга или се работи за некој од регистрите, заложните регистри, што се во заложниот регистар во централниот регистар, доколку се работи за подвижни предмети, механизација, машини и така натаму опрема, како што каже и гледачот, тоа значи во тој случај треба се промени и носителот на правото на залог во самиот заложен регистар. Значи дека не може тоа така да се одземат предмети, имот и така натаму од должникот, без разлика кој се јавува во својство на доверител. Значи, законодавецот предвидел стрикно и соодветна постапка. Дали е таа постапка парнична или извршна постапка, значи се предвидела со законот за извршување посебна постапка како може тој предмет или тој имот да биде предмет на извршување. Без разлика, значи за кој се работи, дали е доверителот банка или е пак вака правен друг правен субјект. Ете детален одговор. Имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, секој утро. Дали се слушаме? Повелете. На прашање за адвокатот. Ало? Да, повелете. Прашање на адвокатот. Јас сум пензионер. Имам заврши од извршител од 54.000 денари. Имам и кредит. Во законот велат дека постои, ако имаш кредит, на третина од платата. Данец да се запират. А мене социјално ми запират се 2/3 од платата. Дали е тоа можно? Да ми даде адвокатот. Многу слабо ве слушаме. Ако може да го објасните поубаво, прашањето, тоа слушнавме конкретно прашање. Јас сум пензионер, тоа дека не е пензионер, нема работа. Имам судска забрана врска со Галибештин. Некој да возжуме од 12.000, од 2006 година. До прошлата година стана 56.000 денари. И сега јас, меѓутоа, други давачи. Подигнав кредит, нямаме другите давачи кои стана во пензија. И се
ми ги активирај и овие давачки со пензијата. И сега плаќам од минимална пензија од 30.000 дена и плаќам 9.000 дена и давачки ми запират со кредитот и извршителот. Добро. Разбирате? Да, го објаснивте проблемот, ама што ви е прашањето? Дека ви се многу високи, дека се многу високи давачките? Па високи не. Водахме јас и со председател на судот прем предложи земи кредит да не плаќаш ова давачка, за кредит че од малите чи за кредит. Не тоа е па ми ова судска забрана и жителите. Дали тоа може некако да се прескочи, да се одвои, се веќе по не запрено. Во ред, ви благодарам. Јас извинувам, меѓутоа навистина не го разбрав. Дали можело да се одвојат тие давачки некако, затоа што ете кон извршителот и кон банката имал 9.000 месечно давачки од вкупно 13.000 ете минимална пензија? Не. Тоа, видете, според мене, јас не сум запозната со случајот, меѓутоа, доколку примањата на гледачот се во износ од 13.000 денари, јас не сум сигурен, јас сум убеден дека налогот за извршување врз примањата по основна пензија не може да биде на износ од 9.000 денари. Доколку склучил некаква спогодба или пак дека има некаков друг приход гледачот по некој друг основ, па да ја достигне овој износ од 9.000 денари, тоа е веќе друг случај. Меѓутоа, доколку единствен приход му е приходот остварен по основ на правото на пензија како надоместок, во ниту еден случај јас сметам дека висината од 9.000 денари не може да биде предмет на извршување од неговите парични средства, што пристигнуваат на неговата сметка по основ на правото на пензија. Така. Настрана тоа што според висината на пензијата и актуелната, моменталната состојба, тоа треба да биде суспендирано, мислам замрзнато барем во моментов, нели? Тоа дека трајат причините, односно согласно уредбата, така. Да. Зависи и кога бил спроведен и налогот за извршување. Бојан, одговоривме на едно слично прашање како следново, но ете, гледачите се заинтересирани, па мислам дека би било добро да им го повториме, бидејќи го поставуваат повторно прашањето. Прашуваат како би можело да се направи оставинска постапка без поседомен лист. Да се упише парцела. Вака, видете, поседовните листови како јавна исправа веќе не постојат во согласно Закон за катастар на недвижности, односно истите се трансформирани во имотни листови, доколку се работи за право на некоја од стварните права, кои што се согласно Законот за собственост и други стварни права, што значи дека оставината се спроведува, односно оставинската постапка може да се спроведе врз имотни права, како врз имотни права, така и врз други права кои што ги уживал оставителот пред моментот на смртта. Што значи дека овдека првично, доколку се работи за, односно секако дека се работи за недвижен имот, бидејќи се споменува поседовен лист, најпрво би требало оној кој што се смета дека е наследник по било кој основ, значи законски наследник на оставителот, најпрво треба да ја регулира собственоста околу имотот, меѓутоа во овој случај треба да се види конкретната правна работа, бидејќи да се запише правото на собственост на починато лице веќе не може. Меѓутоа, треба да се види дали тој поседовен лист што го имал оставителот може да се пренесе, односно да се запише во имотен лист тоа право, како би го наследил понатаму
наследникот, односно доколку се работи за законско наследување од било кој да е ред. Така што најпрво треба конкретно да се види конкретниот случај дали за истиот имот може да се извади, односно да се трансформира во поседовниот во имотен лист. Инаку, како и да е, секако правото на собственост во секој случај може да се пренесе од оставителот на наследникот. Така. Врзна И- движност. Уште еден гледач и тука мислам дека е последен за денеска. Повелете? Ало, здраво, се слушаме, така? Да, повелете. Поздрав до вас. Сега имам две прашања. Бивш работен сум на Каст Инвест, фирма која се наоѓа во кругот на МЗТ. Иначе фирма на Кочован Ѓушев, која се затвори или отиде по стечај отприлика околу на 15 март некаде. Ненајавено, значи, беше. Во петок, последниот ден во 2 сати, директорот Перо Колев ги викна сите вработени, не собра и мафташе со некакви листови дека банката ги стопира, пошто тоа земјиште најверојатно е на комерцијална банка од предходно вакви уидурми што се прават стечаи нели на фирми, на леарница, на бивша леарница. Сега ме интересира, он должи плата и пол на вработените, ме интересира како можат тие пари да се земат и дали можат. И уште едно прашање, пред некој ден, 2 дена, директорот Перо побара клуч од една од просториите, халите таму. Не знам зашто му е. Ме интересира, кога е по стечај, дали може некој, во овој случај директорот, да се прошета, значи до фирмата, во халите таму, пошто таму има машини, сега не знам што прават, дали сакаат да ги тргнат машините, да ги изнесат. Ме интересира, ако е иставено е обезбедување од комерцијална банка, значи ново обезбедување, ОСА. И сега, дали е возможно тој да влезе внатре и да изнесе нешто што е вако драгоцено, да кажам, пошто машините вредат од две машини вредат 350.000 евра. Благодариме на прашањето. Првото прашање беше, претпоставувам, околу надоместокот Да. за... Како може да... Значи, така, да. Секако, значи, доколку е престанат работниот однос на работникот, бидејќи додека трае работниот однос, покрај придонесите, задолжително се плаќаат, работодавачот плаќа придонеси за секој работник во случај на невработеност. Токму оваа ситуација, кога настапува невработеност кај определено лице, а кое што работело во изминатиот период, секако по основ на овие уплатувани средства изминатиот период има право на паричен надоместок во случај на невработеност. И мислам дека и во минатите емисии кажавме кои лица може да остварат право на паричен надоместок. Еден од условите е да работникот работел непрекинато последните 9 месеци пред настапувањето на престанок на работниот однос, или пак да работел со прекин 12 месеци во последните 18 месеци. Секако тука работодавецот пропишал и определени правни правила во смисла на тоа кој може, а кој не може да го користи овој надоместок. Така што сметам дека доколку ги исполнува овие услови, гледачот може да го оствари овој паричен надоместок. Што се однесува до второто прашање, дали смее директорот да изнесе... Не, апсолутно, значи не знам точно за кој случај се работи, односно за случајот конкретно, бидејќи секако согласно законот за стечај јасно се утврдени правилата од моментот на отварањето на предстечајната и на стечајната постапка од страна на судот, дека сите действија понатаму ги презема стечајниот управник кој што го поставува судот. И во таа смисла, значи, тој е оној кој што управува и раководи со имотот на стечајниот должник. Бојан, лет на времето уште еднаш, ќе ти се заблагодарам за учеството во Добро утро секое утро и од името на Алфа телевизија ќе ти посакам среќен празник. Ви благодарам и на вас. Поздрав уште еднаш до гледачите и уште еднаш им посакувам добро здравие и да ги поминат овие
великденски празници во својот дом, онака како што налагаат властите, бидејќи секако на секој начин ние верниците можеме Така. во Бога да веруваме во текот на целата година, па така и во овие вонредни околности. Така, уште еднаш благодарам, адвокат на граѓаните Бојан Милошевски.